Кој ќе го повика името мое, ќе биде спасен. Така вели Словото и така би. Пред некој ден во викендицата во Маврово дојдовме јас и мојот сопруг Тихо на уште неколку днена почивка и пазете колкава е љубовта и милоста на нашиот Господ Исус Христос и неговата заштита, дури во време кога ние не предпоставуваме дека злото демне и дека може да се случи нешто лошо. Беше некаде наутро, ова сведоштво за мене уште една потврда за да го прославам и да го издигнам името на Исуса Христа и потврда дека се што е речено во Словото е вистина. Исус е вистината. Беше утро, 10:30 часот, некаде од прилика, го испивме утринското кафе со сопругот и тој веднаш замина во градината каде што го чекаат некои такви земјоделски активности а јас пак имав дилема дали да одмарам или ако работам што би почнала, бидејќи во куќата имаше градежнички зафати и предстоеше многу средување. И додека размислував дали да се качам горе, дали да седам, значи без некоја посебна инспирација за работа, сепак се одлучив дека ќе се качам на горниот спрат да исчистам бањата. Само што се бев фатила за работа, слушнав таков троскот, таков звук, застрашувачки звук од предмет, од нешто кое падна и веднаш по инерција викам потихо и се спуштам по скалите надолу, бидејќи не можев да предпоставам од каде доаѓа тој звук на тропот, што се скрши и дали е можеби нешто алармантно. И како на филмска лента ми поминаја можните причини, дали падна можеби некое големо дрво, елка во близина, па таков троскот се слушна, дали можеби попушти некој дел од куќата, не знам. Меѓутоа, со брзина се спуштив надолу и викав потихо веднаш да дојди. Како се спуштив на приземјето, вратата од бањата беше полуотворена и кога видов што се случи, само реков фала ти Господи Исусе Христе. Практично бољерот, пазете, бољерот кој беше уредно заштрафен со години, стоеше над зидот, се откорна 80 литарски бољер со се штрафовите, со сите тие детали кои треба да го држат, ги повлече цевките, гргна вода да тече од скинатата цевка, шибаше вода на сите страни, а бољерот преку елементите во бањата веќе беше буквално паднат на земја. Сопругот дојде многу смирен, слава на Исуса Христа, веднаш ја исклучи струјата, веднаш се спушти и ја запре и инсталацијата на водоводот и сега без струја и без вода, што ќе правиме? Никогаш не остава Исус. Никогаш за да се мачиме или да се нервираме што би правеле сега, веднаш се отвори и се благослови, решението дојде. Се повикавме на некој водоводџија од овде, од овој терен, Тихо му се јави. Тој не упати да одиме до најблискиот град Гостивар, да купиме нов бољер, бидејќи тој веќе излегол од својата функција. И така направивме. Отидовме до Гостивар, го купивме новиот бољер, мајсторите дојдоа веднаш, се санира, се среди и се беше како треба. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, и навистина по не знам кој пат, по стотици пати ги чуваш нашите животи, зашто ти живееш во мене и во Тихо. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, и кога сатаната ги става своите сопки и кога се обидува да заколи, да укради, да погуби, ти доаѓаш со својата москавична сила и брзина и ги покоруваш сите демони зли сили кои што носат неволји, зашто се врзани и згазнати. Крвта Твоја е врзна с Господи Исусе Христе, со Твојата света крв и со словото на своето сведоштво, и овој пат победуваме. Те сакаме и ти благодариме што ни даваш живот, здив и се. Верувајте во Господ Исус Христос. Тој е жив, чувар
и спасител на нашите души. Амин.